По речиси 6 години од пропаѓањето на Евростандард банка, обвинителството денеска отвори предмет и поднесе обвинение против четворица од поранешното раководство. Сите се сомничат дека со своето работење одобрувале ризични кредити на кредитно неспособни лица и блиски пријатели и партнери, со што свесно ја турнале банката во стечај. Обвиненија заработија председателот на управниот одбор Николчо Петковски, синот на сопственикот на банката Коста Костовски, кој во периодот од 2013 до втората половина на 2019 година ја вршил функцијата председател на кредитниот одбор, како и председателот на одборот за управување со ризици и член на управниот одбор Зоран Николовски. Сите се сомничат дека во период од неполни 6 години постапувале спротивно на одредбите од Законот за банки. Против поранешниот сопственик Трифун Костовски е поднесено обвинение за несовесно работење во службата, со што ги оштетил доверителите за повеќе од 27 милиони евра. Прво обвинетиот како председател на управниот одбор и член на кредитниот одбор. Второ обвинетиот како председател на кредитниот одбор и трето обвинетиот како председател на одборот за управување со ризици и член на управниот одбор. Во периодот од 2013 до втората половина на 2019 година постапувале спротивно на одредбите од Законот за банките и интерните акти на банката. Со ваквото постапување придонеле банката да биде доведена во стечај, а доверителите да бидат оштетени во износ од над 27 милиони евра. Евростандард банка замина во стечај во август 2020 година. Над 70% од клиентите кои имаа заштеди до 30.000 евра успеа да си ги повратат заробените пари, додека оние со поголем износ остатокот подоцна го бара од стечајната маса. За стечајот на банката беше организирана и надзорна расправа во собранието. За обвиненијата ќе одлучува Основниот кривичен суд Скопје, кој треба да оцени дали се исполнети условите за почеток на судскиот процес.